да се апси пратеник од опозицијата и да се бара одземање на неговиот имунитет, за да биде испратен во притвор, е пракса која не е позната во демократска Европа, туку во земји окупирани од криминалните картели. Денешниот упад во домот на пратеникот Лјупчо Димовски не е ништо друго освен обид за политички притисок и злоупотреба на институциите за пресметка со оние кои не се согласуваат и се спротивставуваат на антидржавните политики на Зоран Заев. Нашиот колега Лјупчо Димовски веќе еднаш беше жртва на политичкиот прогон од страна на власта. Без никаква основа го гонеа за измислено кривично дело тероризам, само за да го скршат и да го натераат да ја подржи промената на името и бришењето на македонскиот идентитет, култура, историја и традиција. Зоран Заев и криминалниот картел околу него не успеа во таа намера. Лјупчо Димовски продолжи да ги брани државните и националните интереси и не го поддржа штетниот преспански договор, ниту измените во уставот за кои што Заев ја брише Република Македонија. Неговото повикување денеска е класична одмазда и чин со кој што треба да се заплашат сите неистомисленици на Зоран Заев. Кога вакво нешто може да му се прави на опозицијски пратеник, избран од граѓаните, тогаш што може криминалниот картел да му направи на обичен граѓанин? Ова е пораката што Зоран Заев сака да испрати во јавноста, но залудно. Денеска видовме дека целиот систем се злоупотребува од Зоран Заев. Зоран Заев кој е нарачателот, а извршители се Оливер Спасовски, Русковска, обвинителството и Кацарска судството. Денеска видовме дека и полицијата и обвинителството и судот се целосно седнати во скутот на Зоран Заев и дека нивна единствена цел е да се дискредитираат, заплашуваат и прогонуваат неистомисленици. Почитувани, ВМРО ДПМН и пратениците од Коалицијата за подобра Македонија најостро го осудуваат денешниот упад во домот на нашиот колега Лјупчо Димовски и бара власта да престане со политичкиот прогон. Пратениците на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија бараат власта да се откаже од намерата за земање на имунитетот на нашиот колега Лјупчо Димовски. Политичкиот прогон врз поранешните министри за земјоделие покажува дека Зоран Заев и криминалниот картел се во паника. Гледаат дека веќе немаат поддршка од граѓаните и во пресред на изборниот пораз посегнуваат по најбруталната злоупотреба на институциите. Ова лудило на власта мора да запре, наместо да се изживуваат врз неистомислениците. Заев нека распише предвремени парламентарни избори заедно со председателските. Нека го прифати нашето барање за распуштање на собранието и нека провери што мисли народот за неговата срамна политика. Тоа е најдобро и за државата и за граѓаните. Благодарам.